Секое неделно попладне за нас и за нашата екипа се синоним за нови спортски приказни. Се надевам дека е така и за вас, особено вие кои што сте наши верни редовни гледачи на Fairplay. Денеска ќе ви представиме една приказна за храбро срце. За мене е фасцинантна и понекогаш дури и неверојатна, благодарение на сите околности кои што се дел од неа, но уште еднаш верувам на сите ќе ви докаже и ќе ни докаже колку челичната волја и храброста дефинитивно може да помогнат и да ве однесат на сите оние дестинации кои што може би во вашата глава се посакуваната и зацртаната цел. Ова е борецот со храбро срце и челична волја, кој за рекордно краток период стекна статус на звезда на меѓународната сцена во бокс со голи раце. Во овој момент само една борба и победа го делат од титулата светски шампион. Народе, идеме по светска титула, Македонијо! Разговараме искрено за бруталноста, упорноста, стравот, болката, мотивацијата и неговата неверојатна издржливост. Гостин во Fairplay со Јана е Горијан Славески. За мен ова е една посебна приказна, невообичаена, по некој пат звучи и неверојатна, и токму затоа ми е чест што во студиото ќе го пречекам дечкото кој што можеби во нашата јавност е познат по тоа дека е од Ѓорче Петров, меѓутоа сега е многу попопуларен и во Македонија, а особено и во Америка, благодарение на насоката во која што се движи неговата спортска кариера. Му посакувам добре дојде во Fairplay на Горијан Славески. Го повели. Добре дојде и многу сум срекна што додека си во Македонија. Добро те најдов, фала на поканата. Одвои време да дојдеш, чест ми е. Како си? Како е да се биде дома после половина година која што ти беше динамична, можеби и напорна на спортскиот план? Супер, одлично е да поминеш време со своите најблиски и да едноставно recovery time, знаеш. Како се тие, со оглед на тоа што она кое ние го гледаме на интернет и твоите борби, на ист или сличен начин го гледаат и го преживуваат кога ќе дојдеш што она за кое што прво разговарате? Имаш поддршка или наидуваш на, не знам, резервираност, страв можеби кај нив? Па не, знаеш, малце спортот е таков, малце ствара стрес. И кога ќе дојдеме да ги цениме моментите за кои ги поминуваме заедно и едноставно само е љубов и хармонија. Да. Значи имаш поддршка од нивна страна. Да, целосна поддршка. Отприлика 1 месец помина од твојата последна борба, после која имаше многу реакции, кружа нели голем број на видеа со твоја изјава, поздрав кон Македонија. Дали таа борба конкретно значи голем пресврат во твојата кариера, конкретно во дисциплина бокс со голи раце? Да, ова е голем чекор. Победата беше, таа борба ми беше многу значајна затоа што беше title eliminator борба и сега со таа победа сум на чекор пред титула. Следната борба ќе биде за титула. Народе, идеме по светска титула, Македонијо! Let's hear it out for Gogo Slaveski! Каков е системот? Практично сега ти чекаш, предизвикуваш, чекаш некој друг да те предизвика. Како е правилото додека да дојде таа борба за титула? Кога ќе биде таа борба за титула? Прво се качуваш на ранкинг листата, значи со самите победи ти се искачуваш на самата ранк листа и моментално сум првиот што е нели на број 1 на ранк листата пред односно после тој што ја држи титулата, но тој што ја држеше титулата се спушта на помала категорија и сега таа титула е во воздух и ќе се борам со некој друг што ќе видиме кој ќе биде. Некое друго храбро срце, ќе видиме, сега чекаме. И ќе видиме дали ќе биде храбро срце. Те измачува ли таа неизвестност, затоа што верувам, ти ќе продолжиш континуирано да работиш на својата форма и така натаму, меѓутоа во овој момент не знаеш точно дали за 2, 3, 5, 6, колку и да е месеци, ќе треба да бидеш во топ форма за некое ново соочување. Не знаеш ни кој ќе биде тој. Да. Можеби само предпоставуваш, да кажеме, има опции некакви. И сега дали ти е тебе стрес дополнителен тоа што неколку месеци сигурно нема да знаеш на што си?
Па да, дефинитивно. Значи, неизвестноста секогаш ствара доза на анксиозност, затоа што не можеш конкретно да ги испланираш работите и мора да бидеш константен само во рутината, што имаш. Едноставно тренинзи, диета, сите тие работи и да чекаш на повикот. Кога си во Македонија, ти прават ли тие денови некаков дисбаланс? Во смисла, тука си сега со блиските, со пријателите, имаш македонско мени пред себе, имаш и бурек, имаш и сендвичи и така натаму. Се справуваш со тоа? Лесно или тешко? Па од физички, од припремен аспект, да, дефинитивно сум малку подоле со формата. Но добро треба и одмор, нели? Да, дефинитивно треба Потребен. одмор, но затоа кажам, од психички аспект, многу помага да си обкружен околу луѓе што те сакаат и околу луѓе што си израснал со нив, најблиски, едноставно околу својата фамилија и менталниот склоп е многу битен во самата борба и потребно е да се храниш со работи што ти прават едноставно чувство на среќа, ти го лачат хормонот на среќата и сите тие работи. Така да дефинитивно ми влијае многу убаво. Да, ќе ми дозволиш да те прашам, гледав на социјалните мрежи фотографии со некој малечко сладко девојченце. Редовно кога си тука се дружите, за кого станува збор? Симпатично мене ми делува што ти не криеш дека поминуваш време, посветуваш време. Да, тоа е внука ми. Значи, таа ми е мотивација. Сега моментално е преселена во Германија, така да ми фали многу и затоа ми е мотивација и сакам да многу ми значат тие моменти со нејза, затоа што нема поискрено нешто на светот од децата. Верувам, знаеш, има таму некои помали деца од тебе, кои што можеби се гледаат себе си на меѓународна сцена, сакаат да бидат успешни спортисти, меѓутоа малку звучи неверојатно како тоа ти од Македонија ќе отидеш во Америка, па еден ден ќе дојдеш до професионални борби, нели не е тоа баш така едноставно, но еве е возможно. Твојата приказна има 3 спортски етапи: фудбал, па бокс, па бокс со голи раце. Ајде сега некако да пробаме да ја раскажеме. Измеѓу има и други спортови. Има и други? Да, добро. Има и дефинитивно. Се пробував да ја најдам насоката во било кој спорт. Па може малце клише ќе звучи, но знаеш, кога не ја гледаш светлината на крајот од тунелот, само треба да продолжиш да одиш напред, нема друга опција, затоа што ако се вратиш пак е темнина. Едноставно треба да веруваш во себе и во тие работи што ги посакуваш, како што мали деца веруваат во Дедо Мраз, така ти треба да веруваш во своите соништа. И ништо не е невозможно. Било кај да си роден, има луѓе што доаѓаат од многу лоши земји, доаѓаат од земји каде што има и војна, има глад, има какви све на работи и сепак успеваат да дојдат до успехот и до врвот и затоа нивните приказни се толку фасцинантни. Македонија, извините прекинувам, меѓутоа Македонија не е некоја веле сила во поглед на боречки спортови. Ние имаме многу луѓе кои со тоа се занимаваат, сме имале успеси низ историјата, апсолутно, но не сме ние Америка, па не сме ниту Русија. Се соочуваш ли некој пат со дискриминација или потценување, ајбе са овој дошол од Македонија, ќе го победиме? Или веќе стекна статус каде такви нешта нема? Сега веќе сум докажан борец, но на почетокот да. Никој не ни знае, 90% од луѓето не знаат каде е Македонија, па треба да објаснуваш и мора да се докажеш, да ги покажеш твоите квалитети за да добиеш било каков респект или да те ценат луѓето. Тоа што други борци доаѓаат од Русија или од Америка или од поголеми земји кои што се, нели, како што рековме, веле сили и сите нивни институции и самата држава стои позади нив од финансиски аспект и од секој можен аспект. Дефинитивно имаат предност, но мислам дека на ова поднебје имаме многу големи таленти и луѓе што поседуваат дефинитивно голем потенцијал, но едноставно, за жал, немаме доволно, не е дека немаме доволно финансии, ама мислам дека институциите не ги буткаат, дека можеме да се споредуваме со светски сили, дефинитивно. Можеме, по капацитети, можеме да бидеме на врво.
the Macedonian Gorjan Slaveski. 4-0 with 3 finishes in BKFC. 8-2 with 5 knockouts in his Велиш, поддршка или некоја добра логистика немам. Меѓутоа, докази дека може за тоа човек да се избори сам. Вистината е дека не е баш така лесно. Треба и да спиеш по аеродроми, треба и да прифатиш ризик, треба и да прифатиш несигурност, треба да си свесен дека можеби некои денови ќе ти биде супер, но некои други денови ќе биде тешко и борба. Како ти сето тоа го издржа? Па, јас сум адреналински човек и сакам предизвици. И мислам дека постојано треба да си изложен на предизвик за да се апгрейдуваш сами од себе. Како во животот, така и во школа, нели, од секој аспект, за да одиш напред, мора да бидеш изложен на предизвик, мора да бидеш изложен на стрес, нели, доза на стрес. И мислам дека јас, лично за мене зборам, најдобро функционирам кога сум под стрес. Затоа што мозокот едноставно ми работи побрзо и мора да се ставам у survival mode и пробувам да најдам начин, односно солуција или излез од самата ситуација. Типично и за спортот, кој што си го избрал и ти е умилен. Сега одиш во Америка преку Work and Travel на некаде, како ми рече, 19 годишна возраст. Пред 7-8 години е тоа, или повеќе? 9. Или 9 скоро, да. Добро. Си отишол таму, окей, стандардна е приказната, работиш ваква или онаква работа, меѓутоа како доаѓа моментот ти да таму започнеш со бокс? Па тоа беше... Како воопшто да те примат некаде да се надпреваруваш, па и да тренираш, нели? Као јас дојдов, сакам да се надпреварувам, не оди баш тоа така, верувам. Па ја настапив со таа реченица, да, затоа што немав друго, немав резиме, немав овде борби, не можам да кажам јас сум тој борец, ја представував Македонија на Олимпијада, ќе ми дадете ли шанс? Едноставно се пресели во Чикаго и почнав да барам клубови и од таму почна приказната. Најдов клуб и морав да се докажам. И улично кажано, изедов многу ќутек низ годините, додека да се докажам. Ама тоа е цената на успехот, едноставно. Тоа е цената на самиот спорт што сум го одбрал. Ти кажав, јас еднаш добив таква реплика и реченица, Јана, може да ти биде тешко и да те боли душата се додека не си изела ќотек, ама вистински ќотек. Ти се согласуваш со тоа, така или? Па не, девојчињата не треба да дефинитивно да бидат ни пипнати. Ама мислам дека за машките треба малку да дисциплина. Позадината на ова е дека кога ќе бидеш, ќе изедеш ќотек, ќе ти го употреби тој израз, можеби малку поинаку после тоа размислуваш. Па ќе дознаеш што можеш да издржиш, што не можеш да издржиш, до каде можеш да одиш, до каде не можеш да одиш. Добро, ја уште на 17 години веќе овде почнав и знаеш. Добив доста удари пред да отидам во Америка, така да знаев дека можам да издржам ќотек и ме имаше разбудено се до тоа. Бокс со голи раце. Сега ќе бидеме објективни, не делува, е брутално, до некаде и крволочно, така и го карактеризираат луѓето кои што го гледаат и се поставува прашањето по некој пат дали воопшто ова треба да биде во категорија спорт. Малку е дискутабилно, но барем за сега е. Бара многу храброст, ама јас се прашувам, значи тоа е голема храброст или тоа е лудост? Кај е граница? На тенка линија е помеѓу храброст и лудост. Затоа што, како што кажа, таков е спортот, сам по себе е многу прилично животински. Груб, груб, крволочен е, многу лесно можеме да се исечеме и да крвариме низ рундите. Дефинитивно бара голема доза на храброст. Едноставно да си решен дека да се помириш со фактот дека можно е да има големи последици.
Зошто ти е тебе подобра и покомфортна зона бокс со голи раце отколку бокс? Претходно боксуваш. Па Подобар си во тоа, ако си подобар, зошто е тоа така? Не знам, за некого делува дека ова потешко, дека и поболно можеби поради самата поболно е потешко е. Не бев човек што некој тренер го земал и рекол ова дете ќе биде олимпиец и градуално, како на пример, сега не знам дали ги знаеш, ама Ломаченко и компанија, значи луѓе што боксуваат и што биле буткани од својата држава или од својата фамилија или од своите тренери, од својата екипа. Да, со стратегија, полека. И градуално, да, аматерски борби, олимпијада, профи борби, значи тоа им било патот. Мене тоа не ми беше патот. Ја овде идев по утакмици, по трибини, правевме малку проблеми на улица. Улична школа. Да, улична школа е на некој начин. И само му направив спајс со боксот, со техниката од боксот. Сега сакаш да ми кажеш дека ти се најдоа сите тие искуства? Да, затоа што и се пронедов, баш поради тоа се пронедов во овој спорт и многу ми лежи кој да е направен за мене спортот. Добро, како стоиш со категоријата страв? Значи, мене ми е дури чудно, кога ве гледам на борба, си викам, добро, но вие луѓе изгледаат вистина од ништо не има страв. Као ти го имаш стравот како таков, еве особено кога влегуваш во таа огромна полна сала и уште не почнала борбата, нели уште не знаеш како ќе се одвива се, и имаш страв или немаш страв? Значи нема, сега ме најажи затоа што ме врати у моментот пред борба. Нема човек што не осеќа страв. Ако некој ти каже дека не осеќа страв, те лажи или е психопат. Значи, осеќаш доза на страв, но не страв од тоа што може да ти се случи, туку страв од да не ги разочарам моите пред толку публика, да не паднам, да не се случи нешто, затоа што секој удар може да биде пресуден. Тоа. Затоа што е со голи раце, секој може да ти изгаси. И значи има страв, да, има доза на страв за да не потфрлам, едноставно да не ги разочарам. Тоа тебе повеќе да не се посрамотиш, некако да не ми се меша со одговорност, до некаде одговорност. Па да го одбраниш тоа што си дочекуваат дека ќе бидеш. Страв или анксиозност, не знам како да го наречам, ама осеќаш, знаеш, доза на пеперутки. Да. Можеш ли да ми опишеш разликата од моментот кога тој што го споменав, влегуваш пред полна сала, го гледаш противникот, влегуваш во ринг, и моментот после борба? Пред борба, нели осеќаш немир, притисок и пробуваш цело време се бориш со своите мисли. Тоа правиш, цело време пробуваш да се смириш. Некои луѓе сакаат да зборат со одредена индивидуа, може им помага. Јас го ставам телефонот на страна, не слушам ни музика, ништо, сакам да бидам сам со своите мисли за да бидам присутен, затоа што сметам дека ако слушаш музика или ако збориш те вади од реалност. И кога музиката ќе престане, ти си назад у реалноста и викаш, нели во самиот ринг, во самата борба нема музика и сметам дека ништо нема да те води освен своите мисли и затоа сакам да бидам фокусиран на сам себе и на сконцентриран на тоа што го мислам и на на самата борба. А после борба чувството е феноменално. Има оно чувство као издишан балон, не ти се прави ништо или уште си под адреналин и имаш сила, како што знаат некои спортисти да кажат можам се уште еден надпревар. Као во тој момент така се чувствуваш, дека можеш па одново. Да, баш ти си вториот? Да. Пример. Баш така се осеќам дека можам да идам пак, дека со уште еден можам да се борам. Ти било ли проблем кога прв пат излезе пред толку многу луѓе? Публиката е со големи очекувања, има такви кои навиваат за тебе и такви кои не навиваат за тебе. Да. Добро, во животот секогаш ќе имаш луѓе што навиваат за тебе, без разлика што и да правиш, и луѓе што не навиваат за тебе, односно против тебе. Дефинитивно има притисок и поготово на оваа последна борба, прв пат во животот бев мејн евент
организација или на самиот евент да бидам главна борба и имаше притисок затоа што има многу луѓе и сепак сум во друга држава, не сум пред своји луѓе. Но се справуваш со тоа, мислам дека низ годините веќе стекнуваш искуство. Првиот пат ми беше тешко, само гледав лево, десно, пробував да препознам некој во публика, во исто време пробуваш да се сконцентрираш на самата борба, си зборам сам на себе, не гледај надвор, знаеш, и има на почетокот така малце трема. Може да се случи пример од трема или те спомнавме и страв или не знам да ти се пресечат ноза буквално да се случува. Има луѓе што не излагаат од кабина. Во даден момент едноставно ти се сечат нозете и се укочуваш. Познавам луѓе што не можеле да фрлат удар едноставно во првата или во втората рунда или кроз борбата. Затоа и кажав дека секој осеќа страв. Работата е како се справуваш со стравот. Може да те обземе и да те укочи или го контролираш и го насочуваш или го пренасочуваш во како твое оружје на крајот. И така е за се, не само во спортот, така и на улица кога ќе излезеш и било што се случуваат секакви ситуации непромислени или неочекувани и едноставно те обзема страв во тој момент и дали ти ќе се справиш со него или ќе се укочиш, тоа зависи од тебе. Уште една многу важна ставка во цела оваа работа ваша е болката. Нема човек исто така кој што не чувствува болка, ама ти, по се што слушнав, ти ми делуваш како некој што ептен нетолерантен на болка. Значи, вака, за гледачите. Скршени раце, скршени прсти, повреда ваква. Значи, скршен нос. Со скршена рака оди и се бори. Како? Мислам, нели те боли скршен е прстот и се ти треба да удираш со таа истата рака на кој што прстот е скршен. Па тука веќе, затоа кажав, има тенка линија на храброст и на лудост. И тука веќе лудоста малце превзема, ја зема улога, главната улога. И не е само тоа. Јас идам на се или ништо и сметам дека треба да земаш ризици во животот и дека перфектни шанси нема да постојат во животот. Секој, и кога ќе слушнеш од други атлети интервјуа, ќе слушнеш дека нешто му се случило претходниот ден или во самата борба или на самата утакмица. Со секој атлета со кој да збориш ќе сватиш дека луѓе имаат повреди и така уствари се справувам и со самата болка. Си викам 100% немал перфектен камп, 100% и он е повреден. Нема шанси и он да е скроз здрав. Затоа и се мотивирам, викам, ќе најдам каде највише го боли и така едноставно движиш. Те обзема доза на адреналин и ја тераш работата. Може би малку брутално е, извини, но јас сепак ќе те прашам, дали имаш па страв за тоа што, пример, би те очекувало во иднина? Сега, очигледно имаш и доволно сила и си во форма и можеш да поднесеш удари, да зададеш удари, меѓутоа последици по телото не верувам дека нема да има воопшто. Си се запрашал ли некогаш како ќе ги минуваш деновите на старост или на зрелост, ако дел од функциите на твоето тело не те служат баш најдобро или 100%? Па, со самото тоа, на самиот почеток на боксот, и поготово на bare knuckle од сега, свесен бев на последиците и се впуштив свесно во самиот спорт. Едноставно, знам дека нема да имам здрави раце, знам дека ќе имам последици на главата, затоа што примам многу удари. За старост, никогаш не сум се замислувал стар, така да не можам да кажам, сега не сакам да кажам дека сум мислел дека ќе умрам или нешто такво, ама едноставно сум сметал дека тоа е warrior mindset и дека ти не треба да размислуваш на последиците и затоа како и луѓе во војна што идат едноставно иде да ја одбрани својата држава, не размислува што ако ме ранат утре нема да можам да пишувам или не знам што, едноставно тоа е. Се впушташ во нешто свесно, ги знаеш последиците и се надеваш на најдоброто.
Ние во филмовите, особено кои што се вакви за борење, за борачи и така натаму, го гледаме на сценарио, па и типично американско. Доаѓаш, откако ќе видат дека си добар, секој ден сака да соработува со тебе, Да. па да ти биде менаџер. Па дел од нив ветуваат и пари, и статус, и услови, дел ветуваат реални работи, дел нереални работи. Како ти се справуваш со тоа? Затоа што предпоставувам дека после одредени успеси не само еден, веројатно повеќе мина се тие кои доаѓаат со разни понуди до тебе и ти сега треба да одлучиш дали сакаш да соработуваш или не сакаш, или да одбереш со кого е паметно да соработуваш за твојата кариера да напредува, со кого можеби и не е паметно. Можеби некој не доаѓа со честни намери. Мене ми делува тоа Повеќето како доаѓаат со нечестни намери, да. нели мене барем ми звучи како не толку лесна одлука за донесување. Не, тешко е. Поготово кога знаеш само спорт, односно, нели, во тоа си насочен и никој не те едуцирал тоа дека ова е бизнис и дека треба да бидеш и од бизнис аспект едуциран, да ги читаш договорите, да имаш и ти понуди, Да не бидеш наивно да влегуваш во приказната, да преговараш едноставно за да си ги знаеш квалитетите и да знаеш бројки и сите тие работи. Тешко е и ја искрено ја научив лично од своите грешки. Немаше некој да ми рече, слушај, немав ментор кроз патот за да ми рече, слушај, потпиши со овој или не, овој не е добар човек, направи вака. Значи до сега си имали неубави искуства според ова? Да, многу неубави искуства. И мислам дека тие се дел од моето джерни и затоа сум каде што сум сега. Сега после оваа борба, твојата последна борба, имаш многу нови понуди? Имам, да. Имам. Па привлече на вистина многу внимание, затоа и Да, прашувам. да. Верувам дека тие кои следат веќе многу добро знаат кој си, што би можел во иднина да бидеш, затоа. Да, има понуди и ги земам во предвид, дефинитивно, поготово кога сум на чекор пред титула. Си ја знам вредноста, си го знам квалитетот, знам ни што све сум прошол за да дојдам до овој момент каде што сум сега и преговарам на најкултурен начин, но ги нудам и моите работи, нели. Да, си ги цениш своите квалитети. Давам и ја понуди. И ако сакаат соработка, окей, ако не сакаат, нели. Така е. Си ги разделуваме патиштата. Дали се навистина такви сумите и финансиите кои што се вртат во овој бизнес? Дали во моментов ти можеш да живееш и да си приуштиш се што ти е потребно за да бидеш вистински успешен борец со тие финансии кои ги заработуваш од борење? Или мораш и нешто дополнително да работиш? Не, сега сум супер, нели. Има спонзорства, има поддршка, има од самата борба заработувам нели добри цифри и Си функционираш супер е како сега, професионалец, но да. ова е таков спорт што поготово нели бернакале ги кршиш рацете или ти ме праша како со скршена рака. Па ако не се борам со скршена рака, немам леп да јадам, пример. Ќе биде дај друго дете. Да. Овој така си оди, затоа доаѓа што нов. Да. Тоа е нација со 300-400 милиони народ, не знам колку се. Да. Едноставно има многу конкуренција, луѓе доаѓаат од сите можни страни на светот и сакаат да се докажат. Овие спортови секогаш ги поистоветуваат, рековме, со насилство. Мене ме интересира дали се случува некогаш надвор од рингот, било каде, ве излезен си, дали во Македонија, дали во Америка, некој кој што многу добро знае кој си, сака да ти спровоцира и да види како ќе изреагираш. Значи, знаеме дека можеш да се тепаш со голи раце и сега има ли такви кои сакаат да го злоупотребат тоа, да те натераат на некаков лош потек или не? Па не, луѓе што ме знаат не идат во таа насока, но луѓе што не ме знаат може да си ја пробаат среќата, но секогаш пробам да ги избегнам тие ситуации, пробам дури да не правам ај контакт со луѓе, гледам надоле, се извинувам ако нешто дојде до било каков конфликт, пробам да ја смирам прво ситуацијата. Не сакам веќе проблеми надвор од рингот, но ако сега не дај Боже дојде до тоа, ако некој претера, нели? Не звучува, меѓутоа сите имаме инстинкт на одбрана, да се одбраниме на некој начин. И доза на агресија. И доза на агресија, Да. да. Некој ја покажува, можеби некој
си ја чува. Да, Тивко. Да, многу луѓе си ја чуваат тивко. Да, нели? Пасив агресив. Да, пасив агресив. Ти до сега си зборувал за делот, ајде да ги наречам твоите проблеми, како на пример потешкоти да спиеш добро и квалитетно, несоница, и потешкоти да поднесеш пораз. И сега до каде сме имаме напредок на овие теми или Имаме уште истата напредок ситуација? со спиењето до негде, а со поднесување пораз мислам дека нема никогаш да имам. Па дури ниво карти, во ништо што е вакво не можам да поднесам пораз, едноставно не е дека реагирам бурно, туку ме јаде во себе, не можам, тогаш се ствара несоница и едноставно деновите ми се хорор. Тоа ти е последица на ова. Работа со психолог е нешто многу важно за секој спортист и во секој спорт. Дел од спортистите и признаваат и јавно зборуваат за тоа колку им се промениле текот на нештата откако си имаат стручна помош. Ти во овој момент имаш потреба од такво нешто? Во минатото си имал потреба од такво нешто? Да, во минатото имав дефинитивно. Имам потреба, мислам дека и сите имаме потреба кроз животот да збориме со некого што е од стручен кадар. Сега периодов немам зборено со ментал коуч или со спортски психолог, но за претходните борби имам зборено и ми помага многу. Дефинитивно за нареднава ќе зборам. Не знам зошто тоа е клише во нашата држава или дека мислат луѓе дека имаш проблеми ако збориш со психолог. Усвари сите имаме проблеми кога ќе видиш. Ти помага со стабилизирање на самиот себе, со насочување на мислите, затоа што на секоја една добра мисла имаме 10 лоши. И ако не знаеш да ги потиснуваш, ако си, например, не си црн појас во тие работи, се справуваш тешко со самите мисли, ти се ствара анксиозност, може да дојде до депресија и после само тонеш во самата, нели, во дупка. Потребно е и не треба само спортисти, треба секој индивидуа да се обрати на стручно лице, без разлика дали се осеќа депресивен или анксиозен или доза на немир или едноставно има emotional roller coaster, знаеш, вака му се емоциите, треба да се обрати на психолог. Мислам дека тоа е многу потребно. Кога во некоја борба чувствуваш на некој начин дека можеби ќе ја загубиш, гледаш дека нештата не одат во твоја полза, како со тој момент се справуваш? Да едноставно да издржиш до крај, нели, за да не се предадеш, примаш удари, можеби имаш веќе крв од ударите, веројатно и моментот на разумност веќе не е тоа што треба да биде? И паниката што се ствара во моментот ти овозможува ти да влезеш во defensive mode и да пробуваш да се спасиш од самата ситуација. И после треба да ги смириш мислите, да ги смириш емоциите, едноставно да се смириш сами од себе и да креираш нов план ова се дешава во дел од секунда, све во неколку секунди ти треба да свртиш нов лист и да речеш окей, ова не функционира, идеме на друга тактика или треба да смениме, затоа што на крајот од денот е шах и треба да mind game и треба да се надмудруваш со противникот. Кога ќе си повреден во самата борба, треба да блефираш или да имаш покер фейс, да не му покажеш било каква слабост, едноставно се адаптираш на самата ситуација. Месеците кои што предстојат, ќе бидеш уште малку тука, потоа се враќаш во Америка, ќе ги потрошиш или употребиш за да одржиш добра форма и да се подготвиш за борбата која што ти предстои. Дали си подготвени за двете сценарија? Едното е дека ќе бидеш шампион, дека ќе земеш таа титула и веројатно ќе одиш многу напред во кариерата, но секогаш постои опцијата за пораз. Подготвен си за двете или не баш? Не постои друго сценарио. Само едно? Едно сценарио е не смеам и не можам да размислувам на лошото сценарио, иако
ти доаѓаат од време на време некои мисли, а што ако се деси, мора да ги потиснуваш постојано. И не да ги потиснуваш на вештачки начин, туку едноставно да веруваш во себе и во своите способности, да знаеш дека можеш да достигнеш тоа што си го, нели, што си го зацели. И тоа ми се докажало во минатото, дека ако едноставно се фокусирам на тоа што го сакам и ако ги насочам мислите и ако работам на случајот, дека ќе се оствари, да, нема друга опција. Имаш ли сега зголемена бројка на фанови од Македонија, ти пишува ли лично многу луѓе после сите оние видеа и тоа што се случи на последната борба? Да, ми пишуваат многу луѓе, многу сум благодарен и многу едноставно ми се ствара доза на среќа за тоа што нема поубаво нешто кога си ценет за својот труд. Те знаат, те поддржуваат, сега ќе имаш и поголема поддршка, нели? Уште поголема. Колку што јас искрено лично и сметам дека заслужуваш многу поголема. И уште ме интересира, има ли мали деца, помлади луѓе од тебе, кои што сакаат да учат од тебе? Кои што те замолиле, сакам борба со тебе, сакам тренинг со тебе, сакам да ми кажеш нешто, тајни, финти, што и да е. Имаш ли такви барања? Па слушам, мене лично ми се нема да брате, ама слушам од мајка ми во школото или од други луѓе што мали деца и доаѓаат и прашуваат и дали ќе може да се тренира и сите тие работи. Баш ми е мило затоа што сакам да пренесувам знаење, поготово на деца, не сум себичен и сакам да видам ентузијазам кај луѓе и тоа ме радува. Се што кажа толку многу искрено, мене многу ми значи, најмногу заради тоа што ќе го слушнат од другата страна, многумина, па се надевам ќе се инспирираат. Ти посакувам добро здравје, тоа ти е најважно. Многу ти е важно здравјето. Да, многу ми е важно здравјето. И среќа и успеси во се што ќе правиш натаму, а следниот пат кога ќе дојдеш, тоа да биде нели со титули, појаси, со сите нишани. Обавезно, ветувам. Ти благодарам, многу ми направи чест што дојде во Fairplay. Фала многу, фала на поканата. Ова беше Гого Славевски или како што неговиот никнейм гласи Braveheart. Се надевам дека уживавте во овој разговор и дека поради тоа, а и поради сите други спортски приказни кои сакате да ги слушате, ќе бидете со нас и следната недела во 16:15 на Тема.